Возачот кој несовесно го паркираше своето Порше во Дебар Маало е казнет. Од МВР информираат дека настанот кој сега стана актуелен на социјалните мрежи се случил пред повеќе од 10 дена, а покрај тоа што возилото било кренато од пајак службата, несовесниот шофер добил и платен налог од полицијата. Од Министерството за внатрешни работи потенцираат дека возилото кое беше објавено на социјалните мрежи не е во сопственост на припадник на полицијата. Конкретниот настан се случил на 22 март 2025 година. Имено, возилото е подигнато од страна на ПОЦ, а од страна на СВР Скопје. Преземени се мерки по член 63 став 6 од Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата и на возачот на возилото СК издаден му е платен налог. Исто така ве информираме дека предметното возило не е на полициски службеник. Пред внатрешната контрола на МВР ќе одговара и полицајецот кој не сакаше да нареди кревање на возилото, иако на видеото објавено на социјалните мрежи јасно се гледа дека е погрешно паркирано. Во врска со постапувањето пак на полициските службеници при подигнувањето на возилото веќе постапува одделот за внатрешната контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР и по завршување на целокупната постапка соодветно ќе ја известиме јавноста. Иако случајот е од пред речиси 2 недели, видеото сега стана актуелно на социјалните мрежи. Кој е ова службено возило Порше? 4 сата седи тука, ништо не правите. Пиши му. За разлика од предходно, последниот период може да се забележи дека полицијата работи многу поажурно за решавање на законските прекршувања, па јак возилото беше актуелно и пред 5 години, но тогаш дека повредило полицајка Јасмина Ангелевска во 2020 првично изјави дека била нападната од тогаш моќниот функционер на ДУИ Беки Расани, бидејќи сакала да му пише казна за непрописно паркирање, но потоа ја промени изјавата дека се повредила откако сама се удрила од пајакот. По промената на изјавата доби и прием кај тогашниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски.